Барса! Барса! Вамос! Барса! Не се кирете, искрено да ви кажам, не ми чуе за Барса. Не се палам, ама морав да се приклучам кон цела еуфорија што владе од синоќа. Каква платформа бе, каква политичка криза, какви наши и ваши. Па и ние за Лига шампиони ќе се скараме на ниво на држава, не е проблем никаков. Така да си знаете. Коментарите за синокешниот историски надпревар меѓу Барса и ПСЖ се пожестоки од кавги меѓу ВМРО-вци и СДСМовци. Бре, да можеше боксови ќе лета онлайн. Си извиев од памет. Од денеска противниците на Барса на протест пред фонтана у парк, навивачите на шпанците на протест на плоштад. Не смеа да се сретнат никако, може густо да биде. Ајде да се задржам уште малку на спортот, односно на спортистите. Овој пат ќе зборам за нашиот еден и единствен Кире Лазаров. Ни одржа лекција на сите, нема шо. Последниве 2-3 дена е актуелен, но овој пат не за спорт, туку за неговите ставови во врска со Македонија. И вие шо? Вие ко по обичај, или величе, или плюкај до стои назад. Не, и така бе, другари. Па во последниве 10 години никој од нас, камали политичарите, нема направено повеќе за Македонија од Лазаров. И сега рекол дека поддржува граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вие пореди тоа за 2 секунди заборавивте колку му се радувавме. Зари ти бе, сине бруте? Тоа му рековте. Предавник ке се каеш, тифицирале криминалците, игра со странски клубови, Гнасо, што не остана да игра за Македонија, ја? Ове, што бидна со почитување на туѓо мислење? Не, Демократија нешто, ово, она. Нели да за тоа се бориме. И таман кога помисливме дека никогаш веќе нема да ни се обрати, дека ќе ни се налути за веки веков, затоа што нели покажавме дека не го заслужуваме, Лазаров се огласи пак. Овој пат уште посилно него плесна у фаца на сите и напиша дека токму тешките времиња служат за тоа да видиме што мислат нашите блиски за нас. Добле сте да знаеш да ги сослушаш луѓето и сум им благодарен. Но, одлуките секогаш ги носев сам. Затоа и сега се одлучив за Македонија. Ние сите имаме право да поддржуваме политичка партија. Имаме право да навиваме за Барселона или Реал, да бираме помеѓу Меси и Роналдо. Секој си има свој вкус и избор. Но кога ќе треба да одбереш помеѓу Македонија и било кој друг, секогаш изборот е Македонија. Нема дилема. Цитатов беше за оние кои можеби не го прочитале одговорот на Кире и за оние кои треба да се подсетат на некои работи. Ете, тоа ви одговори Лазаров. А хейтери имало и ки има. Епа изем ти живот без нив, така ли е? Пак се напнав. Ама се нервирам, па јас сум човек, не знам дали се гледа, ама... Океј. Ајде уште малку за платформа. Не можам да не ја зборам. Посвен Барсеве синоќа, чиј надпревар е исклучително важен за случувањата во Македонија и интересите на сите етнички заедници во земјава, платформата ни е коњаче за муавет. Искрено, штом видиш вага на седенка паѓа атмосферата, на гостите им досадуе, спомни платформи, пете ти журка, не едник им тече пења од уста за да објаснат што чини, а што не. А другите ќе се око за да свртат темата на друг муаве за да не си испокараат сите. Лелелелелеле. Кога ќе видат дека нема друг муаве освен платформа, тие умните пуштаат гласно музика да не се слуша кој што збори, почнуваат да шизат. Ете ти журка. Деве, па јас да ви кажувам како се прават журки. А ние у наше време што немавме платформа за муабет, мислите лесно ни беше? Не се. Платформава да ти била промовирана уште пред Нова година. И тоа во Тирана. Ама кој не е крив што странски соседски медиуми читаме или гледаме дури од кога ќе се десат глупости. Да си читаме и гледаме редовно се што објавуваат соседите. Особено овие на запад од нас, ќе си знаеме што не чека. А не сега изненагени и увреѓени. Ништо без гледање вести, дечки, странски и тоа. Како иначе ќе се упропастиме побрзо? Сега, тука некој паметен пушта гласно музика и сите почнуваме да шизиме. Од вестите од светот извојуваме. Веста е страшна. 4 девојчиња на возраст од 13 години во Манчестер биле хоспитализирани затоа што испиле розеви таблети со нацртани мечиња. Во народот
попознати како екстази или екстази. Не знам каде паѓа точно акцентот на екстази. Не е ни важно. Во веста нема информација каде ги нашле таблетите, ама затоа полицијата наредила да се пребараат куќите во кои живеат девојчињата. Што е смешно? Па ништо не е смешно. Само доказ дека светов пун со идиоти. Да. Родители чувале екстази по дома. На деца некој им рекол пробај и они пробале тек така. Стварно бе, до толку сме без мозок. Него со ција што правиме? Американската централна разузнавачка агенција ги користела безбедносните пропусти се извинува во софтверот на најпопуларните телевизори и паметни телефони за да шпионира илјадници луѓе. Па, според најновите документи што ги објави Wikileaks, хакери вработени во специјални единици на ЦИА инсталирале вируси и тројанци во смарт телевизори, iPhone-и, iPad-и и во телефони со Android. Инфицираните уреди потоа биле користени за шпионирање, а во зависност од шпиунскиот вирус, микрофоните и камерите биле очи и уши за агентите и за хакерите од ЦИА. Ова е вест, бре! Уште поеќе што некои од хакерите што работеле за ЦИА се напале нешто и ја дале архивата на Wikileaks. Сега, кога ќе не фатат сите што правиме по дом и по туш, не ќе ме не фатат. Јао, само искрено да не ме хакирано огледалото дома окупатилно. Што се има видено и чуено, страв ме паќават. Го чекам денот кога ќе се отвори небово и сите ќе сватиме дека уствари живееме во едно големо шоу на Труман со се Джим Кери заедно, искрено. Ова све да ти било едно големо студио, а ние сме уствари у реално шоу кое го гледаат некои многу понапредни вонземјани. Друго објаснување искрено за она што се случува нема, особено во Македонија. Ние сме им во делот на научна фантастика. Рубрика верувале или не. Доста е за денеска. Одам да видам уште кој се испокарал за Барса, затоа што жива среќа си немаме други проблеми. Останете со ТВ Нова.